Вајде, добро утро, дечки. Сато е 8. Се најдувам покрај езерото Улијан во Финска. Поминав ноќта на ова прекрасно место, буквално со приватна плажа. Штета што дува многу, иначе веројатно ќе се искарам. Еве го кампо. Преубаво се помина. Цело време има мранчина, пилинава преубаво пе. Нормално за моторо има паркинг. Сега се збираме и продолжуваме понатаму. Денеска е планот да стасаме во Хелсинки. Имам некои 500 км за возење. Сато е 9, температурава е 16 степени. Веројатно и уште поиќе ќе се стопли заради тоа што сонцево излегува сега. Иначе местово ептен случајно го најдов. На Google Maps барав некое езеро, ми излезе ова езеро, поминував покрај него, го видов патчево, ајде реков да видам кај оди и како од бајките. Сега имаме некои 500 километри до Хелсинки. И таму одиме на обиколка на градот. Веќе букирав смештај. Во однос на патов и патиштава, овде во Финска забележувам две работи. Прво, асфалтов е далеку по-груб од било каде. Значи, околу груб асфалт неам видено никаде. Скоро како на бетон да возиш. И втора работа, буквално никој не почитува знаци за брзина. Еве овдека е дозволено 100. Ја возам 106. Претходно еден батка ме помина, па најмалце возеше 130. Може би казните не се толку високи, па може да си го дозвола тоа луѓето. Иначе возиме по E75. Значи веројатно E75 ќе го извозам од најсеверната точка. Буквално на него се приклучив ко влегов од Норвешка во Финска. И веројатно до дома цело време ќе возам по E75.
Ете, уште еден интересен мајлстон на ова авантур. Се надевам Google Maps нема да ме однеси на некој земјен пат денеска. Финска поприлично досадна за возење. Само шуми и шум. Па за среќа овдека брзината на возење е далеку поголема од Норвешка и за многу пократ период се поминува многу поголема дистанца. Пример, ако во Норвешка за 500 км ми требаја 9 сати, овдека ти треба околу 5,5. Заради тоа што овие патишта се 80-100 цело време. Значи еве сега возам во населено место, веројатно на обиколница, и е дозволено 80 на сат. Додека истото беше во Норвешка, че беше 50 на сат. Овдека во Финска нема толку многу кампери, да не речам нема воопшто кампери за разлика од Норвешка. И мене ми е за тоа многу мило. Зошто го кажувам ова? Прво заради тоа што кога ќе возиш зад нив видикот ти е ептен ограничен. Втора работа, многу поголем процент од нив се изрентани, односно изнајмени. И ова го знам од искуство, заради тоа што имам правено муабет со многу такви кампери, посебно германските кампери. И многу често се случува тие луѓе прв пат да седнува зад волан за такво нешто. До претходно возел кола и сега наеднаш се качува во едно камионче и воза екстремно недефинирано и опасно. Меѓутоа, овдека во Финска ги нема, што е добро. Исто така, кога поминавме централниот дел на Финска, сега сме веќе во јужниот дел, еве уште некои 250 километри до Хелсинки. Живот ни поиќе нема, што е
едно гајле помалце, не мора да си толку сконцентриран на патот. И исто така овдека има далеку поголем број на возил. Автопатов исто и е вонредна писта за авиони. Веќе 3 километри е вака. Finnish Air Force Museum. Веројатно нешто е поврзано со музео на војската. Му направи мал сервис на мотора. Добро ги изчистив пилите напред. Проверив притисок на гумите, беа супер. Иначе сум поприлично изненаден од гумите. Ги сменив и напред и назад пред да тргнам на ова патување и очекував до сега, не знам, да покажа некаква трага на користење, заради тоа што 90% од километрите што ги имам поминато до сега, патем речено околу 7.500. Очекував можеби малце да се скоцкаста, меѓутоа не, супер си. Така да Dunlop MK3 му ги препорачувам на секој. Исто го затегнав и гланецо. Имаше потреба, и то многу голема потреба да се затегне. И нормално то не го спомнувам, али Синџиро секој ден се подмачкува со спрей. Ова беше последната бензиска што ќе застанам во Финска. Уште 100 километри до Хелсинки.
Овие скандинавци, кој ќе ги слушаш како зборува, секој пат си мислиш уствари дека нешто се кара. Чуден му е тој нивниот јазик. Стасавме во Хелсинки. Сега одам да го најдам смештаја. И после одиме на прошетка низ градот. Времево не е нешто баш нај, можно и да заврни. Ај кажи ми сега како да свртам јас овдека. Ајде да видиме. Само што се сместив, средив малце. Кармен ја паркира фонда. За жал че мора надвор да види. Сега си купив карта за метрото. И одам во прошетка низ Хелсинки. Всъщност не било метро, трамвай. Сега се движам накрај пристаништето, че се качвам на фери и одиме на остров со не така позната туристичка. Хипиците протестира за нещо.
Кога го гледаш островот од далеку, делува како обичен остров само со вегетација и ништо друго. Меѓутоа, островот во ствари е остров тврдина, изграден во 18 век, тогаш уште не постојала Финска, туку била дел од Шведска. Исто така интересно е што овдека има луѓе што живеат, односно постојано живеалиште му е островот. И многу ми беше интересно што во зима, кога ќе замрзни морето, уствари прават пат, леден пат, и се движа преку него за да стаса до Хелсинки. Сега да видиме што има друго интересно на овој остров. На островот дојдов најмногу заради ова. Ова е Весико подморницата. Подморница од Втора светска војна, односно германска подморница. Меѓутоа никош не била користена во војната. Била само прототип. И сега е овдека може да се види на овој остров е поставена како туристичка атракција. Ај одиме внатре да видиме како изгледа. Ова беше подморницата Весико, една од последните преживеани германски подморници. Мала екипаж од 13 луѓе, кои што работеле во прилично тешки услови. Јаделе само лепи конзерви и буквално живееле заедно во екстремно мал простор. Сега одиме да видиме што има друго на остров и после се движиме во Хелсинки град.
Естонија е 9-та држава што ќе ја поминиме и видиме на оваа авантура. И денешниот ден ќе биде скроз туристички.